Добар ден, пријатели, и добре дојдовте во денешнава епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов. Денеска ќе зборувам на тема за постење со вода, или попознато како воден ден, кој што можеби би го сретнале во одредени диети. И чисто од моја љубопитност и интересирање, сакав да дознам од каде логиката да излезе воден ден и воопшто да постојат денови во кои што ќе пиете само вода и нема да внесете никаков друг тип на храна или продукт во вашето тело. И ова постење со вода е произлезено пред се некаде поради религиозни и духовни причини, некаде поради медицински причини, некаде поради потреби за да се намали килажа и така натаму. И сретнав неколку истражувања кои што зборуваат на оваа тема, односно постење со вода. И она што најдов интересно дека постојат неколку и клинички испитувања кои што се вршени врз животни и едно кое што е вршено врз луѓе. И она што е заклучено е дека постењето со вода поттикнува еден процес кој што се вика аутофагија или процес кој што ги рециклира старите и оштетени клетки во телото. И тој процес всушност многу може да помогне кај хроничните заболувања, особено како што се рак и Алцхајмерова болест. Но во секој случај не сакам да посегнете по вакво нешто затоа што се уште овие истражувања не се докажани врз луѓе. Овие истражувања се докажани врз животни и затоа внимавајте што правите. За она што е превземено врз луѓе, под медицински надзор е направено да на 10 до 12 дена луѓе постат исклучиво со вода и да внесуваат во своето тело исклучиво вода, и она што како резултат е видено драстично намалување на високиот крвен притисок. Но повторно јас не би ве советувал да го правите ова дома, затоа што ризиците кои што се наметнати со постењето со вода, макар и тоа да биде еден ден, многу луѓе осеќаат замелушеност, многу луѓе осеќаат немање на енергија, омалаксаност и така натаму, и тоа не е ништо нелогично затоа што од едноставна причина вашето тело му е огромен шок да одеднаш му прекинат сите дотури на храна и да биде само на вода. И е тоа многу нормално да се појави, затоа јас не би ве советувал да го правите сами на своја рака, туку ако веќе го правите, прашете лице кое што има искуство, е медицинско лице и исклучиво под надзор. Исто така некои бенефити кои што ги сретнав со постењето на вода е тоа што влијае на два хормони, инсулин и лептин, и нивната сензитивност прави да многу подобро се абсорбираат нутриентите од крвотокот и да многу подобро се контролира чувството на ситост и на глад. Затоа што кога вие ќе му направите таков шок на организмот, сигналните механизми кои што се всушност хормоните во телото работат многу по свесно на еден начин да кажеме и се многу посензитивни и многу по нивната ефикасност се зголемена. Затоа има и уште еден бенефит. Но пак ќе речам, во секој случај внимавајте, ова не е препорачливо да се прави често, не е препорачливо да се прави на своја рака и не е препорачливо да се прави без вистински надзор од лице кое што е навистина упатено и искусно на оваа тема и сепак има некаква позадина на придонесување на одредена помош кај луѓе. Затоа водениот ден е присутен и е создаден, но пак ако барате мое мислење, јас се сомневам дека би го правел некогаш, се додека не ми се даде доволно добра логика дека тоа е добро да се прави. Ова е само овие информации кои што јас ви ги пренесувам се само информации кои што јас сум ги превземал од неколку места кои што се од моја доварба и нормално од места кои што покажуваат со клинички студии дека
има докази за некакви истражувања и бенефити од постењето со вода. Јас, ако веќе сакате да правите некакво постење, многу повеќе би ви го препорачал intermittent fasting. Може да го изгуглате и да видите како тоа изгледа, отколку постењето со вода. И постењето со вода, ако на некој од вас ви дал резултат во намалување килажа, да знаете дека тоа намалување на килажа е во вода, тоа намалување на килажа е во јаглехидрати, во мускулна маса, додека мастите, веројатноста дека ќе се чепнат и ќе се намалат е многу мала, затоа немој да се лажете дека во дениот ден ќе ви придонеса да ослабнете. Да, можеби во тој период и моментално, но потоа многу брзо ќе си ги вратите килограмите. Затоа пробајте за слабење некои други многу подобри начини и некој поправилен и здрав начин на исхрана. За оваа тема имав толку, дечки, да ви пренесам. За било кое друго прашање, можеби по оваа тема или други теми, слободно комуницирајте ми и ќе ви дадам одговор. И ако имате да дополните било што на оваа тема, слободно користете ги местата за коментари. Јас тука се одјавувам, ви посакувам здрави животни навики, убав ден и се гледаме во следна епизода. Чао, чао!